Единствен матичен број излезе во 2023 во издавачката Куќа 3 од Скопје и ја доби наградата Рома на годината, а потоа и регионалното признание Штефица Цвек, и тоа многу ме радува, затоа што сите овие признанија и создадоа пат и отворија пат на книгата кон читателите, и токму затоа сум денес и во Прилеп и многу се радувам на средбата со прилепската публика. Романот е прилично тешко четиво, ми се чини, меѓутоа сепак во него мислам дека секој може да се пронајде, затоа што зборува за темата на отуѓувањето, за тоа колку се сакаме, односно не се сакаме во секојдневниот живот. Централното место го зазема едно дисфункционално семејство од Скопје, односно таткото Никос, кој што е бегалец од Кипар и се преселува во Македонија, живее во Скопје, има една многу љубопитна ќерка која што се вика Катерина и која што трага по својот идентитет и по идентитетот на незиниот татко. И тоа ја води и во Бристол, и во Лондон, и на Кипар секако. Тука е и паралелно тече и приказната за пустелијата. Ние во Македонија сите го познаваме, нели, идиомот човек да фати пустелија, кога нешто ни е преку глава, кога не можеме веќе да се справиме со некој проблем и така натаму. И јас со тој идиом направив еден вид дистописка приказна за пустелијата како реално, конкретно место, и тоа овде во Македонија, населено во едно испразнето градче. За жал, такви градчиња и села во Македонија има многу, од 1000 причини, но пред се од економските и секако и политичките. И во таа смисла морав баш многу да истражувам и за темата на бегалството и секако за кипарското прашање, бидејќи зазема едно од централните места во романот, и да ја употребам целата моја имагинација како да создадам еден дистописки град, едно дистописко место како што е пустелијата. Морам да признам дека ужива во сето тоа во пишувањето на романот и многу се радувам што романот има убава рецепција кај читателите, што се чита и што ме носи во градови каде што одамна не сум била, како што е Прилеп. Со наградата, со Европската награда за литература што ја добивте пред неколку години, македонската литература се афирмираше во европски рамки. Каква е ситуацијата денес? Успева ли македонската литература да биде дел од европската и светската? Само на индивидуално ниво ми се чини. Се уште Македонија нема никоја стратегија да ја приближи својата литература кон странските читатели и читателки. Организирано, мислам, со големо присуство на добри сајми, иако морам да кажам дека е за пофалба тоа што на последниот сајм на книгата во Франкфурт Македонија сепак учествуваше, и тоа со квалитетни преводи на англиски на македонските книги. Меѓутоа ни треба многу повеќе посветеност, поголема посветеност и подобра стратегија за да стигне македонската книга до странскиот читател. Така што сите успеси што и се случуваат на македонската книжевност се пред се поединечни, се уште индивидуални, а би требало да бидат веќе системски на некој начин. Единствен матичен број на Лидија Димковска е повеќе слоен роман кој зборува за многу работи. Може би на прво читање ќе речеме дека е семеен роман, зборувајќи за едно дисфункционално семејство и неговите членови кои се борат секој да си го најде идентитетот, потрагата по својата среќа во светот, особено по младите членови, синот и ќерката на семејството. Тоа е толку современ роман, засега толку многу современи теми, што мислам дека секој би се пронашол во него, особено младите луѓе. Еве, гледам во публика овде дека има премногу млади луѓе, за секој од нив би било корисно да го прочите романот, за да свати дека ние не сме ништо без идентитетот, дека се многу важни корените што ги имаме и дека треба да се ги зачуваме, каде и да одиме во светот, што и да правиме во светот, она што го носиме во себе, идентитетот наш што не одредува, е тоа што на крај повторно ќе натера да се вратиме овде. И тоа е всушност поврзано и со грижата за другите луѓе, оние што по дефиниција би требало да ни бидат најблиски, иако некогаш сме многу отудени од најблиските. Кон тие најблиски, особено кон повозрасните членови на семејството, секогаш треба да покажуваме грижа, како што тие се грижеле за нас додека сме биле мали, не школувале и така натаму. Потоа ние треба да го збратиме со таа грижа за родителите, за поширокото семејство, меѓутоа и за пошироката заедница и за нашето општество во целина.